Доцна синоќа на воредна седница владата донесе одлука основните и средни училишта во сите општини во државата да преминат на регулиран пазар на струја. Тоа значи дека завршува неизвестноста околу тоа како училиштата, односно општините, ќе ги подмират сметките за време на грејната сезона и наставата со физичко присуство не е доведена во прашање. Информацијата која што ја добивме дека училиштата практично ќе бидат ставени на регулиран пазар е, да кажам, за поздравување со оглед на тоа што и нашиот став, кој што во изминатиот период го дадовме во јавноста, е дека онлайн наставата за нас е неприфатлива, дека е потребно училиштата да бидат ставени на регулиран пазар, затоа што во образованието не смееме да штедиме. На регулаторниот пазар со струја преминуваат и јавните здравствени установи, каде сметките за струја исто така станаа неиздржлив товар и закана за нормалното функционирање. Тоа можам само да ја поздравам, бидејќи ние како и останатите установи и компании кои што сме на слободниот пазар сериозно ги чувствуваат последиците на растот на цената на електричната енергија на берзата, бидејќи ние на тој начин ја набавуваме нашата електрична енергија. Со оваа одлука сериозно ќе се намалат нашите издатоци за струја и ќе ни помогнат многу да нашите средства ги насочиме во конкретни цели, оние кои што ќе бидат посуштински за работа на нашата клиничка болница. Со владината одлука не се опфатени јавните предпријатија и проблемот околу подмирување на сметките за струја и понатаму останува отворен. Според мене тоа е чисто политичка одлука, бидејќи ако некој имаше потреба од мерки, односно да влезе на регулиран пазар, тоа се јавните предпријатија, а како некој да сака намерно да јавните предпријатија да функционираат тешко. И покрај сите апели и предупредувања од страна на јавните предпријатија до владата за тешкотиите во финансиското работење, сведоци сме дека јавните предпријатија не се споменати во ниту еден од предвидените мерки за помош во енергетската криза. Колку за споредба, во изминатите месеци сметката за струја е исто толку голема колку што е фактурираниот долг од страна на јавното предпријатие према потрошувачите на вода, што значи дека се наоѓаме во една безизлезна ситуација. Се уште не е изнајдено решение и за струјата на големите стопански капацитети. Тие бараа субвенционираната струја која нема да надминува 200 евра за мегават час, а за низина набавка се водат преговори со Бугарија и Турција, но засега конечно решение и договор нема. Струјата се субвенционира со 80% за 650.000 домакинства, а над 70.000 компании и други правни субјекти кои имаат до 2 милиони евра годишен промет.